Ете, денес научи за еден од најубавите зимски спортови. А сега сигурно си преморан и едва чекаш да слушнеш една убава зимска приказна. Хајде и изгубените алпинисти. Хајди и загубените алпинисти. Тоа утро Јохан, Пјер и Тобијас, најдобрите водачи во планината од Дорфли, дојдоа да ја замолат Хајди да им даде на заем едно од незината кучиња, спасувачи на настрадани во снежните лавини. Група англиски алпинисти веќе 3 дена не се беа симнале од планината, иако требаше да се вратат уште завчера. А таму горе има и снежни намети, лавини. Па тогаш земете ги со вас мама и Нунур, им рече Хајди. Никој друг не име рамен и никој не може слично како нив да ви го покаже патот или пак да пронајде некого кој е затрупан под снегот. Но кучињата не сакаа да појдат во потрага, да се оддалечат без нивната мала господарка. Па така и Хајди им се придружи на спасувачката екипа. Еве веќе неколку часа како одат пеш по планината. Тобијас забележа една точка на планинскиот црт. Тоа беше еден од алпинистите, кој мафташе со црвена шамија во раката и бараше помош. Тоа беше местото на кое алпинистите врзани со јажена страдале во една снежна лавина. Меѓу нив имаше и повредени. И тројцата водачи го почнаа своето опасно искачување, за да им дојдат на помош. Додека Хајди подготвуваше логор во кој ќе ги прифати и ќе им помогне на преживеаните. Мама, кучката спасувачка на затрупани во снежни намети, од ненадеж почна да завива и да ја влече својата господарка за здолништето, како да сакаше да ја предупреди за нешто и да ја принуди да се вратат долу во селото. Ке престанеш ли еднаш со твоето брзање да се вратиме дома? Почекај. Хајди уште не ја беше довршила реченицата кога страшно громогласно татнење ја потресе планината. Огромна снежна лавина се урна од натрешната страна од карпестата стрмнина. При уривање ги повлече со себе англиските алпинисти, косачот Јохан и неговите другари. Ја проголта Хајди и незините кучиња, и сето тоа проследено со силен татнеж. Огромната снежна лавина се запре пред една голема карпа, што се најде пред неа и го попречи патот, и од која се удри. Кобна тишина ја обвитка планината. Се изгледаше како тука да запре животот. И така беше се до еден момент кога нечие довекување почна да одзвонува во планината. Хајди, Хајди, ме слушаш ли? Прашуваше Јохан со очаен глас. Тој прв се беше ослободил од снежниот бран и го бараше малечкото девојче непрестајно довекувајќи го. Но немаше одговор од Хајди. Таа неподвижно лежеше во една пукнатина во снегот, каде што беше ја отфрлила снежната фурија. А кучката мама, која беше падната врз својата мала господарка и тежеше со сета своја тежина, исто така беше во безсознание. Нунур тивко тажно завиваше, бидејќи имаше една скршена нога. Преживеаните алпинисти еден по еден излегоа од под снегот. Тројцата спасувачи исто така беа неповредени. Јохан се жалеше од едното рамо, но немаше скршеница на него. Сите мажи понесени од снежниот намет беа спасени. Дури и двајцата повредени од групата загубени алпинисти беа тука. Тогаш чудото не би требало да ја заборави ни Хајди. Сите се растрчаа за да ја пронајдат, но како што минуваа часовите, надежта беше се помала. Набргу се стемни и тие требаше да се вратат во селото. Ах, тоа ќе биде многу тажно враќање. Пјер требаше да го извести дедо и на Хајди за несреќата што ги снајде. Лицето на чичкото од Алпите стана огорчено и намуртено, како никогаш порано. Со придушен глас тој само праша: Каде се случи тоа? Ние ја баравме цел ден. Утре взори екипата спасувачи треба да почне да ја истражува внатрешноста на снежните намети. Па вие сте навистина луди, извика дедото. Вие мислите дека јас ќе оставам Хајди ноќва да умре од студ во некоја снежна дупка? Веднаш ќе одам там горе. Кога Хајди дојде при свест, мама и Нунур ја лижеа по лицето и по рацете. Таа нежно ги галеше. Имавме среќа што останавме живи, им рече. Таа посака да седне, да се заврти, но не можеше да го направи тоа. Сигурно носете ми се здрвиле од студот, си помисли прашувајќи се што се случило со другите.
Зар сум единствената преживеана со моиве две кучиња? Спасувачите треба да се организираат. Треба да не извлечат одовде. Дедо многу ќе се растажи. Времето минуваше. Хајди беше сосема исцрпена. Таа свати дека не можеше да ги помрдне нозете. Што ќе се случеше ако овие кучиња не беа со неа? Таа сосема ќе беше обземена од очај. Мама бдееше над неа, така како што се грижеше за едно од своите малечки кучиња. Во длабинката под една карпа таа пронајде еден извор и ги одвлечка своите повредени до водата. Хајди, која беше многу жедна, се изнапи, па со дланката го напои нанур и така и тој ја изгасна жедта. Хајди се чувствуваше многу исцрпена, па на крајот на силите заспа и покрај лајњето на мама, која упорно продолжи да повикува за помош. А горе Туфу, Кара и Мија го слушнаа незиното лајње и почнаа да копаат во снегот. Набргу им се придружија и двајцата мажи и продолжија со копањето, и наскоро дупката стана поголема. Тие исто така го слушнаа лајњето што доаѓаше од длабочината на планината. Ако кучињата се преживеани, Хајди би требало да е со нив. Дедото посака прв да се симне долу. Кога се спушти во пукнатината, тој ја догледа својата мала внучка легната врз замрзната карпа. Да не пристигна премногу доцна. Но не, Хајди е се уште жива. Таа ги обвитка рацете околу вратот на својот дедо и му рече плачејќи: "Ох, дедо, ја знаев дека ќе ме пронајдеш." "Се разбира, мило мое, ќе те најдев каде и да беше, но нашите кучиња многу ми помогнаа да те најдам побрзо. Ајде, стани, малечко мое. Набрку ќе ни биде многу подобро дома, на топло." "Дедо, јас не можам да... Нозете ми се некако мртви. Не можам да одам." Пиер подготви еден систем со макара, на чија помош ги извлекоа сите на површината. Здогледувајќи го повторно небото покриено со многу ѕвезди во оваа ноќ на раната пролет, Хајди помисли дека животот е најубавата работа на светот. По неколку часа Хајди беше во својот мал кревет. Доктор Рерукс, кој долго време ја прегледуваше, и даде неколку лекови и смејки се и рече дека утредента ќе ги заборави овие тажни моменти. Дедото многу убаво разбра дека неговиот стар пријател не ја зборува сета вистина. Дали овој кошмар на вистина е сосема завршен? Нешто му кажуваше дека неволјата што туку беше почнала. Тоа утро во Франкфурт Клара доби писмо од Дорфли. Хајди за неа беше вистинска мала сестричка, која сакаше да ја има покрај себе. Секој нејзино писмо внесуваше розова светлина што се крива над планината. Но денешното писмо и го потресе срцето на Клара. Зборовите играа пред нејзините очи, но таа не сакаше да поверува во нив. Тоа не е вистина, не е возможно. А потоа солзите почнаа да й се тркалаат по образите. Хајди станала инвалид. Моето место е покрај неа, како некогаш порано кога таа беше покрај мене. Господинот Жерар ја прифати решеноста на неговата ќерка, но не можеше да појде со неа, а бабина Клара беше неколку месеци во Америка. Слугата Себастијан беше тој што ќе патува со Клара. За време на долгото патување, стариот верен собар мечтаеше за тоа Хајди повторно да им се врати на незините драги планини. Тој порано ја придружуваше и Клара. Како е возможно иста таква несреќа да го снајде ова толку мило девојче? Кога пристигнаа во планинската куќичка, Клара и Себастијан не можеа веќе да се сомневаат во тоа. Сигурно беше дека нивната драга Хајди беше во онаа ужасна фотелја на тркала. Клара не се појави веднаш пред неа, бидејќи сакаше прво да си ги избирше солзите. Клара беше највнимателната меѓу сите поголеми сестрички во светот. Таа измислуваше илјада начини за да ја забавува Хајди и да ѝ помогне да ги прави оние тешки вежби, кои доктор Рерукс ги бараше од неа. Малечкото девојче беше многу храбро, но кога ќе се почувствуваше осамено, му доаѓаше да се растопи лејки солзи, помислувајќи на тоа дека никогаш повеќе не ќе може да трча по зелените падини. Клара ја изненади затекувајќи ја во еден таков момент на тага. "Те молам, Хајди, мила, немој да плачеш. Ти убаво знаеш дека ќе оздравиш. Погледни ме мене, јас 7 години бев во таа фотелја." Истата вечер Клара и доктор Рерукс разговараа долго. Тој не криеше од неа дека има многу малку надеж Хајди да почне повторно да оди, освен ако не преземат ризик да ја однесат да се оперира.
Тие знаеа само еден доктор-хирург што е способен да направи таква операција. Ве молам, докторе, треба да се обидеме, да ја однесеме кај тој хирург. Кој е тој хирург? Драго дете, јас не знам дали тој ќе прифати да изврши една таква интервенција на толку млад пациент. А освен тоа, тој живее во Њујорк, во Америка. Ох, докторе, баба ми е токму таму сега. Дозволете ми да ја напишам едно писмо. Треба да ја дадеме надеж на нашата Хајди. Тие не чекаа многу долго за одговорот. Хајди треба да оздрави колку што е можно побрзо. Хајди, дедото и доктор Ерук требаше прво да одат во Франкфурт со Клара, а потоа да отпатуваат за Америка. Бригита дојде со мама на железничката станица, за да ги испрати патниците. За да ги сокрие своите чувства, таа нежно ја караше кучката велејки: ајде, престани да цимолиш така поради тоа што Хајди ќе биде далеку од нашите очи. Тоа не значи дека ќе биде далеку од нашите срца.